Агенција за храна и ветеринарство. Темата е подигнување на свеста за африканската чума кај свињите. Николче Бабовски, директорот на агенцијата, ово утро е гостин во Македонија на утро. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро вам, добро утро на гледачите. Благодарам за можноста ете и на вашиот медиум да ја представиме оваа кампања која се спроведува од страна на ЕФСА, се спроведува оваа година во 18 држави. Во Република Северна Македонија кампањата ја спроведуваме 4-та година, значи по 4-ти пат одиме со оваа кампања Стоп на африканската чума кај свињите, бидејќи до први месец минатата година, значи до првиот потврден позитивен случај на 6 јануари минатата година, бевме една од ретките држави каде што ја немавме оваа болест, бидејќи ова е веќе една пандемија, можам слободно да речем, и која предизвикува огромни штети во свињарството. Од каде доаѓа? Доаѓа... Името си кажува или? Кај нас епидемиолошките испитувања покажаа дека дојдена е преку дивата популација на свињи од една соседна држава, така да првиот случај лани откриен беше во село Драмча, значи која се наоѓа непосредно до границата со Бугарија, и понатаму, за жал, како вирус кој што е доста отпорен и болест за која што во овој момент во светот не постои ниту вакцинација, ниту постои соодветна терапија, представува огромна опасност за свињарството, значи како стопанска гранка, и морам повторно да нагласам дека не спаѓа во групата на зоонози, односно болести кои што се пренесуваат од животните на луѓето или обратно од луѓето на животните. Така да консумирање на месо од сомнителни животни, бидејќи оние кои што се заболени или совисале во меѓувреме, така и се откриваат во одредени ситуации, случаевите на појава на оваа болест, тие нештетно се отстрануваат, додека од оние региони, пошто при појава на жариште, имаме, значи, неколку зони, неколку региони кои што се прогласуваат, тоа е заштитна зона, зона под надзор и високоризична зона. Високоризичната зона се протега, значи, по границата на државата према соседните држави, каде што веќе има случаеви на појава на оваа болест. Во што се состои кампањата која што се спроведува со цел да се подигне свеста за присуството на кампањата пред се е наменета, значи како целни групи ни се малите и големите производители на свињи, свинско месо, приватните одгледувачи кои што за собствени потреби одгледуваат свињи. Исто така насочена е и кон ловните друштва, односно тука заедно со нас во оваа кампања се вклучени и Министерството за земјоделство, шумарство, водостопанство, ветеринарните факултети, ветеринарната комора, ветеринарните друштва, здруженијата двете кои што постојат на одгледувачи на свињи, македонско прасе и гицко, така да целта е да се подигне свеста за опасноста, начинот на ширење и пренесување на оваа болест и примена пред се на биосигурносните мерки кои што мора да се спроведуваат на сите одгледувалишта, без разлика дали се работи за мали, некомерцијални, односно да речем за собствени потреби, производствени капацитети, или се работи за големи фарми, односно големи комерцијални објекти. Пред се насочени сме кон подигање на свеста дека мора се она што е предвидено во биосигурносните мерки пред се од нашето однесување, односно однесувањето на луѓето кои што се занимаваат со одгледување на свињи или нивното запознавање дека вирусот може да се пренесе многу лесно и тоа не само директно од животно на животно, него може да се пренесе и преку обувките, алиштата, приборот, храната. Значи, начините на пренос на овој вирус се доста широки. Еве, за жал, и вчера имавме потврден нов случај во таа високо ризична зона. Тоа е инцидентен случај кој што се појавува на мала фарма со 3 свињи
кои што за среќа во околината немаме контактни одгледувалишта, односно во скоро 3 километри радиус нема друга фарма, ама од друга страна покажува проблемот на неодговорното собствеништво кај домашните животни. Генерално, меѓутоа во овој случај кај свињите, бидејќи се работи за едно неевидентирано, нерегистрирано одгледувалиште, каде што претпоставувам дека никакви биосигурносни мерки, тоа епидемиолошкото истражување овие денови и ќе го докажи, дека никакви биосигурносни мерки не се применувани од страна на собственикот, иако тој ги одгледувал овие свињи за лични потреби. 3 свињи, значи тука нема некоја комерцијална цел или некоја економска добивка, ама загубата е огромна. Да, велите дека доскоро сме биле држава во која што не била застапена оваа болест, африканската чума кај свињите. Колку е тешко или колку е лесно да се изолира, да се сузбие, да се отстрани, може ли повторно да се појави? Верувајте дека е многу тешко, бидејќи вирусот е доста отпорен и во надворешноста, значи и во земјата. Ние вршиме, значи, за жал, непопуларни, морам да кажам, меѓутоа радикални мерки, доколку сакаме да се справиме, а тоа го покажавме. Секогаш кога сме пременували и таму каде што ги применивме овие радикални мерки на депопулација, односно уништување на свињите во жариштето каде што се појавија, значи нештетно отстранување, а во радиус од 10 километри оние животни кои што одеа на колење, нивното месо можеше да се понатаму пласира во индустријата за преработка на месо, значи да биде преработено или термичко третирано месо, со тоа или производи од месо, со тоа што овие мерки и покрај тоа што дадоа добри резултати, нема да кажам одлични, бидејќи нанесена економска штета, меѓутоа дадоа добри резултати, не дозволивме болеста се прошири и на еден поголем комерцијален објект. Сите случаи изолирани кои што беа во најголем случај 99% беа на мали одгледувалишта, значи кај малите одгледувачи на свињи кои што во најголем дел, морам тоа да го нагласам, не ги применувале биосигурносните мерки, односно не ги спроводувале сите оние заштитни мерки кои што треба една фарма да ги произведе, да ги превземе, бидејќи ние имаме преку 5800 регистрирани одгледувалишта на свињи и кои што се категоризираат во 3 групи. Тоа категорија со низок ризик, значи каде што целосно се спроведуваат биосигурносните мерки, категорија со среден ризик, каде што во најголем дел се спроведуваат биосигурносните мерки, и категорија со висок ризик, односно каде што тие мерки се на минимум, и токму во тие одгледувалишта кои што се од висок ризик, таму и се појавуваат случаевите. Значи човечкиот фактор е значаен во пренесувањето на... Можам да кажам дека е најзначаен човечкиот фактор во пренесувањето на болеста, односно во пренесувањето на вирусот, бидејќи како резервоар и кај нас, и во сите други држави каде што е појавено, а секој ден се појавува во сите држави преку системот за нотификација на Светската организација здравствена заштита на животните, ние добиваме известување секој ден за нови и нови случаеви, па и на европско тло. Вчера добивме известување за нови случаеви во Полска, претходно беше во соседна Грција, во реонот на Серес, така да човекот е еден од најбитните фактори во пренесувањето, најбитните вектори, како што велиме, или преносители на болеста, од една страна, од друга страна, тука е и дивата популација на свињи, која што е резервоар на вирусот. Бидејќи и тука имавме, се надевам, ќе имаме уште и подобра и поголема соработка со Ловечката федерација и со ловните друштва и концесионерите. Тие, иако е сега ловостој, односно забранет ловот на диви свињи, меѓутоа имаат задолжение еднаш, најмалку еднаш неделно, да го вршат пребарување на теренот во нивниот реон, и доколку најдат животна, односно дива свиња која е пцовисана, одма треба да повикаат официјален ветеринар, да се изврши мострирање, да би знаеле како, дали е умрена таа свиња од
присуство на вирусот или од друга причина. Нас не интересира нормално дали е присуството на вирусот во прашање и да знаеме до некаде каде и како се движи. Бидејќи сега во населеното место Петралица, тоа е едно изолирано место меѓу Ранковце и Крива Паланка, како што нагласив, во високоризична зона. Од тој реон имаме два позитивни случаи. Еден од домашна популација и еден од дива свиња. Значи, поврзаноста, пред се тука апелирам на ловџиите, апелирам исто така и на сите граѓани кои што се движат во природа, доколку приметат вакво животно. Значи, најдобро одма кој е пцовисано, најдобро е одма да пријават и да не се приближуваат ни до животното, ни близо до тој терен, кој веќе е контаминиран. Да, може подоцна да и понатаму може, велам, преку обувките или алиштата може да се пренеси во нечие газдинство, во нечие стопанство и тука да направиме огромни штети. Да претпоставиме дека може да се искорени африканската чума, која е веројатноста повторно да се појави? Веројатноста е голема, бидејќи вирусот, кажав, е доста отпорен и во самата земја, во замрзнато месо, исто така, доколку не знаејќи, значи, свиња која што немала симптоми на болеста, била заклана, па месото замрзнато може да остане и до година дена активен. Така да... Значи мора алармот да биде вклучен на црвено. На црвено и заради тоа и ЕФСА, значи Европската агенција за безбедност на храна, и ние, покрај ова кампања, ние спремаме и своја кампања со директни контакти со ова оди по медиумите и на национално и на локално ниво. Меѓутоа, ние веќе спремаме своја кампања која што ќе одиме во директни контакти со одгледувачите, нивна едукација и среќа што еве во Србија имаше случај пред негде година и пол каде што вирусот навлезе во една голема, навистина голема свињарска фарма и каде што мора да бидат уништени нештетно, односно не може никако економски да се искористат преку 22.000 свињи. Колку брзо се шири вирусот? Мошне брзо. Мошне брзо со директен контакт, ако е мошне брзо, и заради тоа апелираме при секој еден сомнеш појава на симптоми, кои што се висока температура, слинење, одредени промени на кожата кои што се јавуваат, одгледувачите одма да го повикат ветеринарното друштво, да го повикат официјалниот ветеринарен инспектор, да се земи примерок. Подобро е од таа една свиња ние да направиме испитување, отколку сите оние што ги има, да мора после тоа, доколку се потврди болеста, нештетно да ги отстраниме, а за жал, можност да се прошири на одма најблиското одгледувалиште е огромна. Други активности кои што се актуелни кај Агенцијата за храна и ветеринарство во периодот што следува? Во овој период покрај ова кампања што ја спроведуваме, која е, значи, навистина она што сакаме да ја подигнеме, морам да нагласам уште еднаш свеста која што за жал кај голем дел од нашите мали одгледувачи на свињи или оние кои што одгледуваат за малтене да речам лични потреби, тоа ни е првата работа. Втора работа е во овај летен период, како што и пред малку кажавте, значи веќе температурите одат нагоре, се надеваме дека овај дождливиот период ќе остане зад нас. Треба да се внимава на она каков вид на храна купуваме. Видејќи нашите инспектори веќе имаме засилени инспекцијски надзори во сите туристички објекти, меѓутоа и во објектите каде што се нуди воопшто храна или тргува со храна, значи на територијата на цела држава. Тоа го правиме секоја година пред почетокот на летната сезона. Се овие засилени надзори ги правиме превентивно, за да не дојдеме до одредени несакани случаеви на труења, кои што поради високите температури лесно може да се случат, а исто така и совети до сите граѓани да внимаваат при нивното пазарење, купување, значи оние лесно расипливи производи кои што се изложени на високите температури да ги купуваат последни и што побрзо, значи да ги сместат во своите фрижидери во тој ладен режим на чување на тие производи и да внимаваат секако на амбалажата,
исправноста на амбалажата, ако најдете некој производ кој е надуен, нормално не треба да биде во таква форма, тогаш немојте ни да го купувате, а камоли да го конзумирате. Никол Чебаловски, директор на Агенцијата за храна и ветеринарство, гостин во Македонија на утро, тема подигнување на свеста за африканската чума кај свињите и активностите на агенцијата. Благодариме што бевте гостин, ве повикуваме и во следна прилика кога ќе има тема да бидете тука и да бидеме од корист заедничка нели за граѓаните. Благодарам што и националниот сервис се вклучува активно во оваа кампања која што е премногу значајна за нашето стопанство, за свињарството, бидејќи Македонија е единствено увозна, независна, кога зборуваме за свежо месо само од свинското месо, бидејќи имаме доволни количини на домашно производено свинско месо и, можам да кажам слободно, свежо месо свинско во државата ни грам не увезуваме. Се задоволуваме домашни производи и би сакали натаму така да остане.